Добродојдовте во училница. Јас сум Александра Митровска, наставник во прво оделение во Основното училиште Свети Климент Охридски од Рачево. На часот по математика ќе се реализира наставната содржина именување на правоаголници, кругови и триаголници, разликувајќи ги по бројот на страните, криви или прави линии. Целите на часот се ученикот, ученичката да именува, издвојува и разликува 2D форми по бројот на страните, по прави или криви линии, да ги препознава едноставните 2D форми, круг, правоаголник и триаголник. Очекувани резултати: ученикот, ученичката препознава едноставни 2D форми, круг, правоаголник, триаголник, именува, издвојува и разликува 2D форми по бројот на страните, по прави или криви линии. Ајде да започнеме. Часот ќе го започнеме со неколку гатањки. Слушате внимателно. Како сонце што го грее сиот свет, како тркало на тротинет, како копче на кецелка со струк, се сеќаваш, нели, јасу? За која форма станува збор? Да, тоа е круг. Ова е круг кој што има една крива линија. Предмети што имаат форма на круг. Часовник, така, ова е копче, гума за пливање, тркало, прстен, огледало. Одлично. Одиме понатаму. 4 страни, 2 по 2 исти со линии прави, чисти и 4 агли исти, црташ куќа и светилник, како? За која форма станува збор? Да, тоа е точно правоаголник. Правоаголникот има 4 страни, од 4 линии прави, 2 по 2 исти и 4 агли. Правоаголник. Предмети што имаат форма на правоаголник. Да видиме кои се тие. Врата, така, прозор, писмо, шкаф, телевизор, тава. Одлично. Има и други предмети што имаат форма на правоаголник. Одиме понатаму. 3 агли поврзани меѓу себе, како едро што се вее. Имам јас препознатлив лик и се викам. За која форма станува збор? Така, тоа е триаголник. Ова е триаголникот, кој што има 3 страни, од 3 прави линии и 3 агли. Триаголник. Предмети што имаат форма на триаголник. Ова е закачалка, ова е сообраќаен знак, ова е парче пица, да, ова е линија, сендвич, знаменце, да, има и други предмети што имаат форма на триаголник. Одлично. Да се потсетиме што научивте. Што е ова? Да, ова е круг. Кругот има една крива линија. Што е ова? Ова е триаголник. Триаголникот има, така е, 3 страни од 3 прави линии и 3 агли. Што е ова? Ова е правоаголник кој има колку страни? Така е, 4 страни со 4 прави линии, 2 по 2 исти и 4 агли. Одлично. Одиме напред. За денеска јас ви подготвив неколку игри. Па ајде да играме. Првата игра е јас ќе кажам, ти погоди.
Пред вас има 3 форми. Секоја форма ќе се представи, а вашата задача ќе биде да препознаете за која форма станува збор. Затоа слушате внимателно. Може да почнеме? Одлично, почнуваме. Слушате внимателно. Имам 3 агли, 3 прави страни и ме викаат. Кој има 3 агли, 3 прави страни? Така, тоа е триаголник. Имам 4 агли, 2 по 2 исти прави страни и ме викаат. Кој има 4 агли, 2 по 2 исти прави страни? Размислете. Така, правоаголник. Имам една крива линија како никој друг и ме викаат. Кој има една крива линија? Така е, тоа е круг. Одлично завршена игра. Браво, ученици. Одиме понатаму. Втората игра е кој предмет каква форма има. Пред вас има многу предмети кои имаат различни форми. Што е вашата задача? Слушайте внимателно. Секој предмет треба да биде поставен на соодветното место. Во првото поле имаме правоаголник и сите предмети што личат на правоаголник треба да се постават во првото поле. Второто поле има круг. Сите предмети што имаат форма на круг да се постават во второто поле и третото поле има триаголник. Сите предмети што имаат форма на триаголник да се постават во последното поле. Може да почнеме? Така, ова што е? Да, ова е закачалка. Каква форма има закачалката? Така, закачалката има форма на триаголник. Што е ова? Каква форма има телевизорот? Така, телевизорот има форма на правоаголник. Што е ова? Така, каква форма има пицата? Пицата има форма на триаголник. Што е ова? Копче. Каква форма има копчето? Копчето има форма на круг. Што е ова? Сообраќаен знак. Каква форма има сообраќајниот знак? Така е, личи на триаголник. Што е ова? Вратата. Каква форма има вратата? Да, вратата има форма на правоаголник. Ни остана уште 3 предмети. Каква форма има тркалото? Да, тркалото личи на круг. Што е ова? Писмо. Каква форма има писмото? Така, писмото има форма на правоаголник. Што е ова? Огледало. Каква форма има огледалото? Така е, личи на круг. Браво, ученици, одлично завршена игра. Одиме понатаму. Последната игра е Откри го натрапникот. Како се игра? Тука се дадени различни форми, меѓутоа една форма не припаѓа, се разликува од другите форми. Вашата задача ќе биде да откриете која е таа форма што не треба да биде тука, што не припаѓа и да кажете зошто. Може да почнеме? Ајде. Ова е таа форма? Не. Ова е таа форма? Не. Ова е таа форма? Да. Која е оваа форма? Така е, круг. Зошто не припаѓа тука кругот? Кругот има
крива линија, а сите форми околу него се правоаголник. Одлично. Правоаголникот има 4 страни од 4 линии прави. Браво, задачата е точно решена. Одиме понатаму. Да видиме кој не припаѓа меѓу овие форми. Може би ова? Може би ова? Може би ова? Да, ова е формата што не припаѓа тука. Зошто? Така е, ова е правоаголник. А зошто? Правоаголникот има 4 страни од 4 линии прави, а сите други форми се триаголник. И триаголникот има 3 страни прави од 3 линии прави. Одиме понатаму. Браво, задачата е успешно завршена. Да видиме кој тука не припаѓа. Кој е на трапникот? Може би ова? Може би ова? Или ова? Така е, ова форма не припаѓа тука. А зошто? Така е, како се вика ова форма? Така е, ова е триаголник. Триаголникот има 3 страни со 3 линии прави, а сите форми околу триаголникот се кругови, а кругот има една крива линија. Браво! Успешно завршена задача, успешно завршена игра. И сосема за на крај на часот има една домашна задача. Нацртајте големи, мали триаголници, кругови, правоаголници. Истражувајте какви фигури ќе добиете. За сега е толку. Довидување до следниот час.